Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Во редовниот термин зборуваме за темите поврзани со земјоделството. Зголемувањето на цените како на енергенсите, така и на репроматеријалите ќе доведат ли до зголемување на цената на зеленчукот или пак намалување на површините под производство. Колегата Ване Трајков разговараше со Драги Памуков од земјоделската задружа. Памуков, се спремате за новата производствена сезона. Што планирате нова плантажа да засадите и кои се вашите очекувања од оваа производствена сезона? Ваня, ви благодарам на вниманието и поздрав до сите. На оваа плантажа ќе одиме сега со домати, каде што за 10 дена ќе почнеме да ги расадуваме. Се во фаза на пред стално место и сега припреми обновуваме. Значи тоа што е неопходната изолација од времесте услови, најлумеден, па тавански најлуме, па странични, па сите тие дополнителни активности кои некој пат ја вреднуваат или не измачуваат нас кога има ниски цени. Факт е дека имаме енергетска криза, изголемување на цените на дел од прехранбените артикли, односно зголемана на енергијата. Каква е состојбата со репроматеријалите кои што се користи земјоделецот за секоја производствена сезона? Дали имаме поскапи и дали тоа значи дека не очекува и поскап зеленчук оваа сезона? Ова е добро прашање, на место ви е прашањето каде што ние како земјоделска задруга имаме и земјоделска аптека за своите задругари. Значи, секоја нова набавка од 1 декември во ѓубривата се со различни цени. Ако во октомври беше една вреќа ѓубре кан 3,15, 3,16, шилитра 40%, значи сега овие, ако беше о 500 денари набавна, ја продаваме 600, сега е набавна 1200, 1300, дури шилитрата азотот кој е 2000 денари набавна од 500 набавна. Значи, шилитрата е качена 200-300%, канот е качено 250%, значи се е, 100%, 125%, се е толку зголема цената, значи каде што секое растение си сака своја прихрана. Значи прихраната неизбежна. Значи кај нас во градинарството на секое наводнување треба грам да ставаш од прихрана за ѓубрење. Значи сето тоа. Значи ако имам јас 15.000 корена домати, по 1 грам 15 кила секоја прихранување. Значи 3 пати наводнување, 3 пати прихранување. Значи 50 кила имаме ние вештачко, не вештачко, туку тие гранулатните ѓубрива. Значи тоа не знам дали ќе можеме да издржиме. Значи ако есента доматите беа 10, 15, 20 денари, значи трошко беше не знам колку на самите производители кои произведуваат домати. Ако оваа година пак се повтори тоа, за жал, не знам дали и ние од 45 и 50 години ќе останеме во Република Македонија. Може би ќе тераме излаз каде што е по ерантно. Кога веќе ви се зголемуваат трошоците за производство, предпоставам дека и наводнувањето, ако се приклучени на гориво, и горивата скокна или пак како се наводнува, како и да е зголемени трошоци. Тоа значи ли дека ќе имаме и зголемена цена, производствена цена на чинење и поскап зеленчук ова пролет? Во моментов ние немаме, увезуваме и тоа навистина скапи за кои што реагираат. Но вие како земјоделци, што може да очекуваме оваа пролет? Аналогно на зголемените производствени трошоци. Јас би апелирал моментално до МЗШВ. Значи луѓето кои пред 5 дена ја изгласија преку владата програмата за субвенционирање, за поддршка на. Точно. Да обрнат внимание, да апелирам стрикно
каде што може да излеземе од ова енергетска нафтена криза. Да земат, да ги окинат по површина субвенциите, да обрнат внимание и да седнат со науката, да видат математички дали е издржливо од тие 150 милиона кои ги дават за субвенции, да ни ги дадат на основа по фискална каса. Како по фискална каса? Јас како земјоделец, кој ќе идам да земам од аптеката репроматеријале, дали ќе е најлон, ѓубрива, прскање, значи без разлика што, значи да ни го субвенционират по фискална каса. Ако нас ни субвенционират 50%, значи ние ќе имаме со 50% ефтино производство, ќе имаме конкуренција на пазарот и оние во градовите кои што живеат, каде што сега плаќаат 120, 150 или 240 денари една краставица, барам да ја платат 30-40 денари. Значи да имаме едно рамниште каде што и ние ќе бидеме конкурентни и луѓето ќе јадат малце поевтино. Не како што е сега. Ако тоа не се направи, јас не знам дали ние можеме да издржиме во процес на производство од 30 денара или 35 денара, или луѓето кои што ќе јадат по 70-80 денара едно кило домати, не знам дали може тоа економски да се издржи во Република Македонија. За жал, ако немаме исплатлива и рентабилна цена, значи за жал оваа вистинска фабрика кој што 1 милијарда евра од цел процес на производство во Република Македонија влева. И таа која е згаснема, мислам дека нема зошто да бидеме ние земјоделци. Знаеме дека цените ги креираат и трговците. Повторно го поставам ова прашање. Можеби ако не бе субвенционира, дали кајмакот ќе го собира земјоделецот или сепак трговците ќе бидат овие креатори на продажните цени ова сезона? Значи, ова е пазарна економија. Јас се согласувам некаде каде што и самите трговци имат вина во креирањето на политиката, каде што еден со друг се конкурираат на пазариве. Арно, ако мислам дека да не ги увинуваме толку нив, треба да седнеме заеднички, да направиме партнерство меѓу трговецот и земјоделецот, да најдеме начин, ако треба и државата и ник да ги субвенционира некој начин во некој дел, за да можеме рентабилно да бидеме на пазарот, конкурентни да бидеме на пазарот и заеднички со извозниците да направиме ситуација каде што и они ќе може да преживеат во оваа кризни моменти, но некој пат треба и они да попушат да не печалят толку, доколку печалят. А и ние да обстанеме за наредната година и они да има што да работат. Да. На самиот почеток го спомнавме новиот модел или програмата за поддршка на земјоделството. Оваа година се воведува авансно плаќање, повторно и по површина и по дадено производство во конзервните преработувачки. Новитетот е тоа што за одредени култури ќе се зголеми, се воведе нови култури, но ќе имаме авансно плаќање кон земјоделците. Сметаш ли дека конечно треба да се реформира начинот на субвенционирање целосно во земјоделството, еве во полјоделството, и да се субвенционира произведен зеленчук отколку или пак било на сите култури отколку по површина? Ваше видување, не знам. Бидејќи премногу пари се фрлаат, а некако ни стагнира земјоделството и понатаму сме увозници. Се согласувам дека треба да имаме реформи во субвенционирањето. За среќа државата имат одделуват средства од 137 и дополнително, значи интервентно до 150 милиона евра. Значи имаме повеќе начини каде што можеме да субвенционираме. Во некој сегмент вика државата ние не смееме да субвенционираме по кило. Европската унија ни е забрането. Ама јас ќе ги прашам, зошто тутуно е по кило? Зошто во градинарскиот производ јаболката во преработувачкиот капацитет е по кило? Зошто на интервентно се дава по кило? Значи можеме и имаме начин да најдеме ситуација каде што може да се субвенционираме по кило. Можеме, доколку да направиме на рентабилна цена, производна цена, доколку падне од производната цена производот, да го субвенционираме до производната цена. Тоа е вистинска реформа во субвенционирањето. Зошто јас го извадам пример.
200 тона за цяла година производство, која ќе ми испод производната цена, тогаш да најдеме начин да се... Ако ми е над производната цена, зошто да барам субвенција? Значи, веќе јас работам рентабилно. И уште да прашам за крај, со оглед дека сте и земјоделска задруга, како стојат работите во задругарството? Проект кој што постојано се потенцира од европските институции, проект кој што постојано го анимира и поттикнува државата, успеваат ли земјоделските задруги во земјата? Значи вака, да, Европската унија е многу радосна каде што во неразвиени подрачја како што е Македонија, Албанија, Косово, Србија се формираат група на производители или помал сегмент земјоделски задруги. Земјоделските задруги беа во развојна формација некаде до 2013-14, каде што имаше малце поголем обзир од државата. Ама од 2014, 2015, 2017 државата се станира во увиду на земјоделските задруги. 2018 зе проекто Европската унија, 20 задруги за ма, пак нешто дојде до раздвижување. За жал, каде што и ние добијаме, ама не можеме да градаме, не им дадеат дозвола за градба. Се уште до ден денеска развојна компонента во Министерството за земјоделие нема за задругите. Дават 3 до 4 милиона денара годишно за, не знам дали и се на крај од 2019 и 2020 плати придонесе не се исплатени на земјоделските задруги. Не па развојна компонента. Тешко луѓето функционираат во задругите, арнума многу потешко кога државата не е приоритет. Значи, ако веќе имаме земјоделски задруги, треба да биде приоритет на некоја си институција. Фактички кај нас е институција за Министерство за земјоделие. И пак, ако не се развијат задругите, ќе лутаме и ќе се уклонеме на извозниците, трговците и уште по-лошо ќе биде на крај. За жал, не се толку и они криви кои ние не сме организирани. Во продолжение на Агроинфо да ги слушнеме стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Повторно сме со вас и повторно почетоков на денешната емисија е разговор, односно презентација од страна на дипломираниот земјоделски инженер Стојан Табанов, вработен во Фитобест Груп. Господине Табанов, за денешната емисија, односно во денешниот прилог на почеток, што би сакале да истакнете, односно кој производ кој што го има Фитобест Груп би сакале да го презентирате? Добар ден. Значи, сега сме во период на сеидба на краставица. Значи, Фитобест Груп го има хибридот колумна F1, кој што е хибрид кој што се одликува со голема родност, има долги цилиндрични плодови со должина од 35 см, грамажа од 400 до 450 грама. А боја на покожицата? Бојата на плодот е темнозелена боја, како што се бара и како што сите производители ја очекуваат. Кога станува збор за оваа сорта, нормално се очекува и одредена отпорност на стресни ситуации, односно на болести. Како оваа сорта реагира кон стресни ситуации, промена на времето и кон одредени болести кои што ги напаѓаат растенијата? Значи, хибридот колумна F1 е отпорна на многу болести, како и на многу вируси. Исто така е отпорна и на стресни температури. Таа е наменета за затворено производство и е наменета за производство како во пролетно производство, така и за летно производство. Дали ова сорта е веќе ја имало во нашиот регион, односно во нашата држава? Да, значи веќе оваа сорта се користи овде и имаме многу задоволни муштери. Благодарам за разговорот. Ние, почитувани, како и обично, продолжуваме со презентација овој пат исто така од Агроуник. Кога станува за Агроуник, ќе ве подсетиме дека Агроуник има една палета од Energy Aqua, каде што овдека е Energy Aqua со микроелементи, потоа има Energy Aqua концентрат, Energy Aqua бор и слични. Би се задржал за овој Energy Aqua, чиј што со микроелементи, чиј што целата палета е производство од Русија, но преку Агроуник
односно Агроуник, па преку мајка ќерка Агроуник Македонија се увезува, односно дистрибутира низ целава држава. Energy Aqua со микроелементи се карактеризира со тоа што ги содржи најпотребните органски киселини, почнувајќи од хумусни, фулни, млечни и така натаму, а исто така содржи одредна количина на потребни микроелементи. Железо, манган, цинк, молибден и така надолу, кои што сите овие заедно овозможуваат на растението нормално да се развива. Карактеристично за Energy Aqua е што може да се користи како преку систем капка по капка, така и при фолиарна апликација. Но ќе искористам ова прилика да напоменам дека во колку употребувате Energy Aqua со микроелементи, препорачливо е редовно да го користите фолиарно со прскање, затоа што може да одат со скоро сите препарати, односно фунгициди, кои што служат за заштита на самите растенија. Исто така, ќе искористам оваа прилика да ве потсетам за амиксол, кој што во преходните емисии кажавме нешто за него, односно дека амиксолот всушност е стимулатор или течно ѓубриво составено од L-аминокиселини. Овие L-аминокиселини овозможуваат на растението да му дадат една отпорност, односно да се спротистави на одредените температурни шокови, пред се на сите шокови, али сега кај нас пред се станува збор за температурни шокови, затоа што знаеме дека во текот на денот времето е сончево, во утринските часове е пониска температура, па особено растенијата што се во пластеници, фолии и така натаму, се подложни на овие стретни ситуации, значи големи амплитудни разлики. И затоа препорачливо е амиксолот да се употреби како во систем капка по капка, 1 литар на декар, така и фолиарно сопрскање, односно 30 мл во 10 литра вода. Ова, почитувани гледачи, е кратко и овој пат што сакав да обрнам за денешната емисија, снимена овдека во земјоделската аптека на на Нанотим трговија, се извинувам, значи Нанотим трговија Струмица, кој што се наоѓа пред влезот на Дабиле и кој што во исто време се занимава со откуп на свежи земјоделски производи. Истражување на Рурална коалиција покажа дека многу мал број на земјоделците користат дигитални алатки во своето секојдневие. Токму зголемувањето на дигиталната писменост во руралните средини е акција која што треба да се поведе во најбрз можен рок за да се олеснат целокупните административни процедури на земјоделците од една страна, но од друга страна да им се овозможат дигитални алатки и за пласман на сопствените производи. Повеќе од половината жители во руралните средини одат на шалтер за да ги завршат административните процедури. Иако после пандемијата дојде до зголемено користење на онлайн услугите, вклучително и на плаќањето режиски трошоци, оваа ситуација не се пресликува во руралните заедници. Тоа го покажало последното истражување на Рурална коалиција спроведена во 3 општини. Само 4,5% од населението во руралните средини се информира за работењето на општините преку нивните веб страни, велат од Рурална коалиција. Она што кај населението руралните средини се уште превладува е ниската доверба во електронското издавање на документи, всушност и ниската доверба во самиот систем на државата. Од друга страна, исто така се истакна дека се уште нема доволна навика или доволно познавање на услугите кои што ги нудат општините, не особено по електронски пат. Од друга страна, тука е и нискиот степен на развој на локалните услуги во руралните средини, недоволно развиената ИКТ структура и недостиг на човечки ресурси и опрема. Со дигитализација на општините би се намалила и корупцијата и барањето врски да се заврши некоја работа, велат од Рурална коалиција. А особено беше, да речам, загрижувачки фактот што над 40% истакна дека за да завршат одредена услуга во општините сепак имаат своји познаници, роднини и слично и дека тоа е наједноставниот начин како може да ја завршат услугата за која што дошле. Но истакна дека дигитализацијата пак всушност ќе биде еден од основните начини како да се обезбеди еднаков пристап на сите граѓани до услугите кои што ги нудат локалните институции, вклучувајќи ги тука и општините, затоа што на таков начин всушност услугите, бидејќи нели се
подеднаква електронска апликација подеднакво достапна за сите и не се прави разлика кој од каде доаѓа или кој со кого се познава и на таков начин се смета дека тоа е еден од начините како да се обезбеди една брза, ефикасна и ефективна реформа на локалната јавна администрација. Брзата дигитализација е неопходна во иднина доколку сакаме развиен земјоделски сектор, велат вклучените во процесот. Дигитализацијата на земјоделскиот сектор беше повод и за јавен повик кој го распиша Министерството за земјоделство за развој на стартап бизниси за да се улесни работата и модернизира процесот во агросекторот. Во продолжение на емисијата, секако да погледнеме и што интересно се случува надвор од границите на Македонија, а поврзано со земјоделското производство.
почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вис. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно.